Добро вечер, почитувани љубители на спортот. Повторно сме заедно, надвор во нешто спарно време. Останете во вашите домови. Гледате телевизија, сонце и арена, ќе бидеме интересни. Ќе разговараме за фудбалот, се разбира, утре македонската репрезентација го игра третиот натпор во квалификациите за светско првенство со екипата на Белгија. Се надевам дека ќе успееме да се радуваме, дали ќе се радуваме, ќе проанализираме денес со мојот гостин. А претходно една убава вест, веројатно веќе ја знаете, Европската ракометна федерација ЕХФ ја додели службена победата на Алкалоид во дуелот со АЕК, така што Алкалоид стана шампион. Малку задоцнато, малку и повеќе политика, може би, тука во сето тоа, меѓутоа како да имаме уште европски шампион. Играј со срце, играј со душа, нашето име гордо се слуша. Секој од нас на клубот е верен, остава срце доле на терен. Ке грми Македонија цела, душата ни е плава и бела. Алкалоид е светото име, за победа се гине, за победа се гине. За победа се гине, за тоа свето име, Алкалоид, напред шампионе. Се точи, денес ќе биде празник за очи. Играјте храбро, херои наши, ништо на светов нас не плаши. Ке грми Македонија цела, душата ни е плава и бела. Алкалоид е светото име, за победа се гине, за победа се гине. Радувате се, почитувани љубители на спортот, имаме уште шампион. Ова беше мало изненадување за вас и за мене. Благодарам, баш благодарам режија на ова што го направите. Навистина убаво. А ние ќе се вратиме на она што е вечерашна тема, фудбалот и настапот на нашата фудбалска репрезентација во квалификациите за светско првенство. Мој вечерашен гостин е мој драг пријател Никола Аврамовски. Коки, добро вечер. Подолго време не си бил овде, имаше обврски, меѓутоа сега е се оред. Дали си ослободен или ги потистани за да бидеш кај мене? Па не, секако може да се стигне секаде, доколку се организираш добро. Најнапред би сакал да честитам на ракометниот клуб Алкалоид за големиот успех, секоја чест и мислам дека да настават вака во иднина. Ајде малку да те задржам, само сум да реченице. На што личиш ова што го направи? Дали е спортски што го направи ова? Па не, секако дека не е спортски, затоа што
ова е, како да кажам, сигурно има и политичка заднина, меѓутоа не е до нас, него е до нив. Така да нека мислат они. Ние го освоивме пехарот и секоја чест. Така. Сега и престои според што може да го прочитаме медиумите и нека казна, може би 2 години не играње во Европа. Па треба сега. Поради не играњето, не излегувањето на терен. Како да е, ние ќе истрчаме утре на терен против Белгија. Кажи ми како го оценуваш овој настап до сега на нашата репрезентација? Па за сега, квалификации. мислам дека оди се под контрола. Утрешниот натпревар ќе биде малце потежок. Сигурно Белгија е една голема веле сила во фудбал. Се надевам дека и ние имаме адути да имаме добар резултат. Но ќе видиме утре. Очекуваш полн стадион? Ти бидеш ли на стадион? Па ќе бидам, мислам дека ќе биде полн стадионот, затоа што со утрешен добар резултат веќе добиваме залет за идните надпревари. Коки многу мина со кои што сум разговарал на оваа тема, вела дека последниот надпревар со Велс ќе го реши. Ајде и учесникот во баражот. Да кажеме, бидејќи само првиот оди кој е? Па првиот иде директно, Да. вториот. Наводно Белгија е неприкосновена, ќе влезе во тој возил за светско првенство. Ние би требало таа следба со Велс да решаваме. Па Може ли да се не ја случи? искористивме дома, ни се пружи, мислам дека голема шанса, не ја искористивме. Фудбалот е таков како што е, иако они беа подобри во текот на целиот натпревар, иако се искористи една шанса, да се подсетиме и во Италија кога игравме, они имаа многу шанси, не искористија, ние дававме на гол и отидове понатаму, они испадна. Така и овде ни се пружи шанса да се искористи и големи 3 бода ќе беа во групата, но фудбалот е таков. Може да те казни се додека не освири судијата крај. Си учествувал на натпревар во кои на секунди си пред крај си губил? Па јас еден надпревар во Емирати, сега нема да верувате, губевме 3-1 со играч помалку. И за 20 минути ја завртивме 4-3, ги победивме со играч помалку. И дадовме екстра гол уште еден кој ни го поништија поради опсет. И свиреше крај? И свиреше крај. И победивме со 4-3. Ја не можам да верувам. А обратно? Тој надпревар ми е за филм. Да направиш филм, мислам, невозможно нешто. Како дававме голови, ние не верувавме дека е можно. Меѓутоа инспирација нормална, инспирација на екипата, даваш гол, уште взимаш поголем залет, инспирација да дадеш уште еден, па уште еден. А како паѓаш, например, имавме еден надпревар со Силекс тамо, водевме 4-0 до 65-та минута и мислевме утакмицата завршена 4-1, па судијата освири пенал. Ние малце се буневме, вика, ајбе, 4-2 ако биде, уште 10 минути имам, голема работа. Па 4-3, па 4-4 и дури у 90-та има и они шанса да дадат за 5-4. Сега ме подсети, ми се чини дека бев присутен на тој надпревар, седевме пред покајни Дзинго тогаш. Да, Дзинго беше горе. На едно мало трибинче го знаеш. Да. И една легендарна реченица судија Костаплер беше од ова во секој случај. Кажи ми како е чувството обично кога ќе се направи таков пресврт? Сите викаат ајде наместена утакмица. Не. Можно ли да Не, поготово во Емирати нема шанса. Саудиска тие земји се затворени, нема ни кладилници, нема ништо, така да нема зошто би нема зошто, што би било во интерес. Меѓутоа, пак ќе речем, кога си во
во екипа која победува е многу добро. Да, а кога губиш? Кога губиш Си изгубил, е трагедија. си изгубил сигурно натпред на... Па не, бе, на тој... крај. Сум изгубил некои такмици, сигурно у 90-та 2-1 си ги изгубил или 3-2, не е Добро, битно. кој е чувството кога кажеш? Па, кој е чувството? Играш 90 минути, даваш се од себе и на крај не го имаш резултатот кој го сакаш. Например, еве со Звезда тука во Скопје водевме 1-0, па ја завртија 2-1 за нив и дадов еден гол за 1-0, па после дадов за 2-2, ми го поништија, па се пуштивме по судиите, па утрикторот и хаос. И остана 2-1. Има надпревари кои што навистина ти остануваат во сеќавање. Спортот воопшто, посебно фудбалот е чудно направија, што би рекле, знае да те кренеме и тоа знае да те спушти. Да те спушти дефинитивно доле. Така е. Кажи ми сега си во Академијата на Федерација? Во Академија на Федерација под физкултурно. Значи, образование физкултурно, деца кои што учат во физкултурното и доаѓаат предмет фудбал, доаѓаат на игралиштата на ФФМ и така, тренинзи. И тука имаме тренинзи. Има ли тие... Тоа се средношколци? Да. Да, тоа се деца од 15 години. Тоа се све играчи кои што играат некаде или па има да, играат по клубови. Од понеделник до четврток се кај нас, во петок е со екипата и сабота и недела играат надпревари со екипата и од понеделник почнуваат пак со нас. Да, ме интересува тренинзи они со екипата. Не? Сима, да. Така. Не знам сега колку е уместно да кажеме или да не кажеме председателот Басуро Мерагич најави дека може да дојде до затварање на онаа академија која што е во рамките на Фудбалската федерација. Дали тоа го сметаш како вистински потека лично како еден од учесниците или е добро да остане? Тоа е беше некој проект на УЕФА, мисля, че? Па не сум инволвиран во сето тоа, затоа што ние сме надвор од ФФМ, меѓутоа мислам дека има голем е буџетот каде што се даваат пари, а нема никакво филинг назад, фидбек. И сигурно дека доколку нема интерес, а нема, очигледно дека нема интерес и мислам дека и реално е да го реализира тоа, затоа што се инвестира во нешто каде што немаш не играат по клубовите, тренира, а тамо веќе видовте и сигурно видеата што беа како се скршени, уништени некои работи за кои што се инвестира, така да мислам дека одлуката е сосема исправна. Сосема исправна. Втора една одлука на управниот одбор беше дека лигата ќе се намали на 10 клуба. Првата лига од следната сезона. Да. Како ти го гледаш тоа? Требаше да се намали да се прошири, можеби? Па видете, мислам дека со инвестирање во Македонија гледате дека и иде многу тешко. Значи како инвестирањето ние со 4 клуба треба да биде задоволни, дека? Што да кажеме сега, улагаат во нешто каде што веќе гледате има некои надпревари кои што се под лупа, да не кажам, можда и повеќе имало или има, не знам, не сакам да окривам никого, меѓутоа се инвестира во нешто каде што немаш фидбек. Што збориме? Значи, секој сака да инвестира, да освои титула, да добие пари. Во Канада, кога бев на вистина, беше и првиот со четвртиот игра плей-оф, вториот со третиот и кога ќе завршиш лигата, после се игра плей-оф. Меѓутоа, првиот добива $400,000, вториот 300, третиот 200 и четвртиот 100,000. И после тоа играат пак бараш меѓу себе. И се одлучува кој е прв. Так. Значи,
таму беа 8 екипи, сега можете да замислите Канада е огромна држава. Огромна држава. А има 8 екипи. И се игра као НБА. Вторник, среда, петок. Значи Секој ден пет. 4 пати играш со истата екипа. Така. И доаѓа резултати каде што и инвестираш, ама добиваш, значи ние сега стварно ќе кажам дека бевме професионалци максимално. Јас во договорот ти пишува казна $100 ако не носиш краватата, ако не ја носиш одделото со амблемот, сакото, ако не си облечен во тоа што пишува дека треба да си облечен $100, нема пардон. И тука Нема тоа живе мајка пушти ме нема више. и си пишува на кога ќе ти стигне чекот и си пишува на самиот чек минус $100 За тоа. Да. И мислам дека добре 10 екипи, Македонија не сме ние голема земја и 10 екипи јас сум сигурно ќе биде појак квалитетот. Како се шириме ќе биде послаб. Добра, нема да ако биде тоа двокружен систем Па би требало. по 4 пати секој со секој, Па, да. тоа се 36 такмици. Така. Тука се зголемува и бројот на такмици. Па да. И може да има плейоф. Да се заврши така. И? Сега не знам. Па не знам, Не не. сум ја компетентен за сето тоа, меѓутоа може да се одреди прв, втор, трет и четврт, куп шампиони, куп УЕФА, купови и така натака. Значи имаш солуција, али пак ќе кажам со 10 екипи ќе се сконцентрира квалитетот цел во тие 10 екипи. Така, мислиш дека добро, претпоставам дека го следиш првенство кај нас. Да, да. Ти се чини поја квалитет од минатата година или Па не. Тука Не, ја мислам дека е послаб од лани, затоа што многу екипи ги немаше по 3-4 месеца затоа што финансиски не може да поднесат. Еве Воска се откажа, па Беса сака да се откаже, па Гостивар сакам нечем нешто што прават. реагира, сакам, не сакам. Така да малце тешко е во оваа земја Добро, да избалансираш со сите. Па треба ли да се балансира воопшто? Нека игра кој Па може. не, ама па не можеш и да не балансираш. Ако идеш само со ножот, па и тоа не е окей. Мислам дека каде што има да се казни, треба да се казни. Каде што може да се искомбинира, да се искомбинира. Сега Ама не ли е тоа лош пример ако попуштиш ај сега те казни? па не да тоа е- попушти. Сакам да кажам кај што може да се прогледа. Значи сега кај нас во спортот улагаат луѓе. Пари и пари. Сега кога, како, каде, не знам. Меѓутоа има клубови кај што стварно даваат пари. Така. Колку е враќањето на Вардар на европска сцена после 18 години? Не. Па не беше Освен толку. куп, да, после 18. Купот 18 години ми тоа после колку години искочи во Европа Вардар. Да. Заборавивме. Па секоја чест. И, мислам дека е голем успех и добро е што почна да се затвараат долговите, затоа што да вистина беше Вардар скоро, да речем, исфрлен од фудбала во Македонија, меѓутоа еве се најдоа луѓе, се искомбинира на некој начин да може да Вардар оживее, пак оживеа и еве веќе е во добри. Јас знам дека не те интересира и дека веќе ги претпоставувам твојот одговор. Меѓутоа, ајде нека слушнат и гледачите. Како е можно Вардар сите да го сакаат, никој пари да не дава и се е некако обвиена со велна тајната околу ова кој е Атила од Унгарија, кој што инвестирал во Вардар,
Го имаме ли видено од човекот, го знаеме или не ли го знаеме? Ево го Милен кој е председател, директор, не знам што е, Милен Неделковски. Има уште пар луѓе таму кои што исто така некои ги знаеме, некои не ги знаеме. Меѓутоа се уште нема ништо стабилно околу Вардар. Што се случува? Па, чим се реагира на долговите, веројатно е веќе доаѓа период каде што ќе се расчистат сите долгови и Вардар ќе биде еден моќен клуб, затоа што чим доаѓаш на нула и почнуваш, Добро. финансиски имаш буџет кој што стварно и плюс играш куп на купови, да, куп на купови играш, така да мислам дека сериозна е работата, но зашто е така? Затоа што мислам дека поранешните функционери на Вардар не мислеле за Вардар. Под зошто? Затоа што не оставиле на Вардар ништо, ни терен, ни стадион, ни помошно игралиште, ништо нема. Значи Вардар нема ништо. Зошто нема ништо? Кој бил одговорен за тие работи, а можело да се потпише во договор со град Скопје и така натака. Меѓутоа, тоа е веќе некоја политика каде што е на функционери кои се во клубот и подалеку. Па, на север. Подалеку на север. Да. Добро, тоа беше и одговорот, отприлика. Меѓутоа, сепак... Битно е на добри стази, битно е дека се расчистија долговите, битно е дека нема да биде под блокада. Тоа е најважниот дел според мене, затоа што друго е кога си на нула и почнуваш да билдаш нешто, друго е кога имаш долго и не можеш да излезеш од тука. Иако мора да ти кажем една работа, не знам дали си бил сега скоро на тренинг центарот на Вардар? Во Хиподром? Да. Па го знам уште одамна, тоа беше. Ти го знаеш одамна, ја пред ден-два поминав од таму. Не сум поминал одамна, ама... И гледам дека оградата е скршена. Не знам, сега тоа е... Како да е, ако не знам раководството да му кажам? Тоа е отом потом. Ама тоа е на Вардар ли? Мене Вардар ме интересира тактиката, мене ме интересира кои играат, кои настапуваат, дали се компетентни за Вардар, дали е засилување за Вардар. Мене тоа ме интересира сега. Ајде кажи, овие засилување на Вардар, се за Вардар или не? Убава тема. Па, веројатно тренерот прво честитки за освоениот куп, а второ, веројатно тренерот си има листа, список кои ги посакува, не можеш секој да го купиш според цена, според нормално, дали е слободен, не е слободен, меѓутоа веројатно во договор со шефот на стручниот штаб ќе ги донесат тие што може да ги донесат, што се валидни за него. Тој куп сега почнува во јуни? Во јули. Јули почнува? Да. Вардар ќе искочи на сцена? Па мислам дека да. Прв е на купови, па после идат другите. Тоа е те, да. Како се викаше се куп на... Не е наш. Ги спозаборавивме тук, измешаа. Порано беше куп на Сајмски градови. Порано беше Сајмски градови, па имаме и победник таму Динамо Загреб. Да. Ние, ајде. Кажи ми, ја ќе се вратам на утрешното такмице со Белгија. Белгија доаѓа во најак состав, колку што знам. Ние имаме неколку повредени играчи, меѓутоа мотивите ќе па на наша страна во секој случај ќе биде пон стадионот или барем голем република. Имаме ли шанси? Па... Колку може публиката понесе против еден таков јак противник? Па доколку биде пон стадионот, сме играле пред пон стадион и тоа е веќе не размислаш на ништо друго, само да победиш, да ја задоволиш публиката за да дојде идниот пат повторно. Меѓутоа, иако сме ние аутсайдери, да кажам, под наводници,
Мислам дека утре ќе биде интересна утакмица затоа што ние секогаш играме дома добро. Секогаш играме дома добро и тоа е за мене адут еден каде што нема назад. Ете со Велс се покажа, бевме скоро до победа, а зашто не и со Белгија, ништо не и кој да игра од таа страна. 11 на 11. Мотивацијата е многу битна и секако сега е само можда една нијанса што нас не мачи, што не играат сите репрезентативци стандардно во екипите. Значи тоа е за мене еден минус кој што меѓутоа со заедничка подршка со навивачите мислам дека утре ќе биде добра утакмица. Се надеваме на победа во секој случај. Ме интересира една работа, хипотетички збориме, да го тргнеме нормално тактиката си ја прави Гоце овој Милевски со стручниот штаб и така. Кога ти би бил на местото на зборуваме хипотетички, како би играл? Офанзивно отворен или би се затворил со Белгија? Би се затворил. Затоа што Белгија е доста јака. Мислам, во напад имаат асови и асови. Така да не сме ние толку моćни да можеш да се отвориш и да онака од никаде ништо добиеш надпревар, така да мислам дека позатворено со добри контри може да се постигне резултат добар. Имаме ли играчи ние за против? Па има, како нема. Има. Тука е Трековски од Хајдук. Не знам дали од Жирона. Пред некој ден мислиш ли го отпуштија, да. Па како иде? Јас едно знам дека он кога и да влезеше за Хајдук даваше голови. Мене малку ми е чудно зашо беше на клупа, искрено. Не е толку лош играч за да си го земал, па не му дава шанса, па се менува еден тренер, друг тренер, меѓутоа и Гатузо излезе дека Памти на Италија што ги направи? Не направи ништо, па да не кажеме беше Олимпик Марсеја, да не кажеме беше и каде не, меѓутоа резултатите не се зад него, така да специфично е. Така. Елмас... Па Елмас, ете, значи во Торино е еден од главните. Па Елмас е полушпиц за мене, доста помага и во везна линија, знае да помени игра, знае да даде гол. Во Торино веќе, иако игра леви бочен, гледам и влегува и во везна линија, значи се најде својата позиција и добро игра во Торино за разлика во Леверкузен кај што не го става. Миовски ти е он е класичен шпиц, за него треба топки. Па да, мислам дека Елмас тука барди се одлични за него, мислам дека ќе биде утре доста интересно. Има и по десна страна добар играч. Па да. По лева страна Алиевски, веројатно ќе биде интересно. Не знам, Алиевски за мене не е у форма, иако... Па играш не? Да, игра, меѓутоа у клубот не игра. Значи, не е у таа стандардна форма што беше некогаш. Сепак се гледа дека е паднат. Меѓутоа, неговото искуство доаѓа до изрежај, сега кој ќе биде на таа позиција, ќе биде утре. Кажи ме, ти си тренер, иначе. Мислам дека. Па добро, ја мислам дека. Кажи ми, дали секогаш се придржуваш тоа дека кој не игра во клуб нема да игра во репрезентација, условно? Па нема, види, ако немаш подобар од него, е окей. Да го викнеш тој што стварно, меѓутоа ако имаш нијанса тука некаде, а игра во клубот, би го земал тој што игра во клубот, затоа што има континуирано
Сега те прашам, настапување. дали би го земали по цена да не игра, само за да не се може би да не се наруши репрезентацијата, атмосферата? Шо атмосферата? Атмосферата ако е добра и со него и без него. Значи, атмосферата не игра улога да ти имаш играч кој што 90 минути може да ги издржи и имаш играч кој што 60 минути може да издржи. Едино, пак ќе речам, секој си има своја филозофија од нас. Тоа е добро. Тренерите може да го ставиш едно полувреме, па да ставиш вториот у второ полувреме, за да се дополни. Меѓутоа, ако ти е потребен играч кој што стварно 90 минути може да ги издржи, тогаш нема тука назад кој да е. Јас исто сум бил на клупа, па не си бил фит за да можеш да играш. Па се спремаш и веќе кога ќе почнеш да играш една утакмица, втора, трета, на четврта, веќе си не си исто и на клупа кога си. Ајде да прашање кој што не се го поставил на ниједен тренер до сега, меѓутоа јас се знаеме многу одамна. Само да не е тешко. Не, на најлесно прашање што може да постои. Колку се суетни тренерите? Па доста. Доста се суетни. Според мене. Тоа е моје размислување. Доста се суетни. Нема подобар од мене. Гледаме многу телевизии, така натака. Но ете, секој си го знае својот пат, да. Некој мора да биде и тренер. Секој си го знае својот пат. Беше и тренер надвор од Македонија, кажи ми какви се условите? Феноменални. На страна. Феноменални. Еве Хрватска Бјеловар направиле нов стадион со рефлект. Да. Нов стадион, скроз нов стадион. Они имаат еден стадион, сега направиле до него нов стадион со 3 терена нови, со 2 вештачки терена. Мислам, алал да име секоја чест. Оно што можев да го видам на интернет, за жал не сум имал прилика во живо, дека Осијак има еден од најдобрите стадиони. Да, Осијак влезе инвеститор, тоест газда од Унгарија, и како влезе, направи комплекс, огромен комплекс со мотели внатре за деца кои што доаѓаат од надвор, кои ги зимаат скаутите и тука јадат и спијат. Значи имаат, па можам да кажам, за секоја генерација по еден терен. Така. Сигурно. Па и не се случи на овие резултати што ги прави. Па не се случено сигурно. А веќе до година може би ќе биде уште и... Да, сега читав дека тренеров на Белупо е во Динамо Загреб. Сега... А што е со Динамо? Па влезе Звонимир Бобан, преседател на Динамо. Да, меѓутоа некако Динамо играше топло-ладно, а се зна, не беше оној неприкосновен што беше до лани. Па затоа и ги сменија скоро сите, и тренерот, и слушам дека и цела постава што е во школата ќе биде сменета, не се задоволни од нивната работа. Очигледно ги следиш приликата во Хрватска. Кажи ми, што е со Хајдук? Па Хајдук... Мајстор и смора никако да покаже дека се не може никако, да. Па Хајдук мислам дека се додека, како да кажем, тамо не се компактни. Иако ја по мене секогаш бил Хајдук компактен, зборам во основа на меѓу навивачи, управа и да кажам функционерите во клубот. Сега малку има некои раздори и затоа и овака е. Беа први, па паднаа, па пак дојдат, некако се изборија до прво место и пак паднаа. Така да не знам и дали финансиски може да издржат. Добро, викаш, секојаш било компактно.
компактност имало меѓу публиката. Знаеме колку спичани го сакале Хајдук, мислам. И по оние серии, и по што знаеме од нормален живот и така. Меѓутоа, потоа дојде до еден раздор меѓу раководството и публиката. Зајте префрламе овдека. И повторно имаме некаков раздор. Комитиве не ги сака луѓе од Вардар. Што се тука? А од друга страна се навиваат за клубот. По 50.000 на стадион. Па не знам што да кажам. Не знам како ние сме учени да ајде да не зборам за Хајдук, ние сме учени некако све нешто да ни смета, да ни фали, да не можеме да се соединиме сите заедно за иста цел. А целта е Вардар да биде број 1 во Македонија, што, нели? Меѓутоа, не знам што да кажам, сигурно си имаат некои своји конфликти кои што не може да ги разрешат, да ги разрешат. Се надевам дека ќе дојде до тоа да може да седнат на маса и да се договорат и да биде се на ниво. Па ајде да видиме, јас слушно се, не знам. Ајде да не зборуваме за Вардар, Вардар е рак рана во македонскиот фудбал и за сите го сакаат, рекам, никој пари не дава. Вардар испадна дека... Се дава. Добро, дава, ќе видиме как. И сум со ним кој даваше па собра пари и си отиде све. И го сте Вардар нацедил. Така беше? Веројатно. Друго ме интересира. Очигледно позадината која што има Вардар историска, зборам, во секој случај најдобар македонски клуб на сите времења, нели? Го прави политички подобен секоја партија да се го присвојува и да го сака, ама никој да не го крене да го стави да се биде независен. Ајде. Ти си дете на Вардар. Дете на Вардар, да. Смееме на ти. Знаеш, пошто ние сме школски. Знаеш што сакам да кажам? Не може да не почитуваш легенди на Вардар. Ова е, не знам како да кажам. Кај да сум бил, сите легенди се почитуваат. Да, сите легенди се почитуваат. Дали е Хрватска, дали е Словенија, дали е Босна, не знам, па и пошироко Италија, Германија. Само овдека нема никаков набој да ги викаш легендите, да ме сваќаш што сакам да кажам, да го подигнеш нивото на клубот кој ќе се појавиме, не е битно, не морам да бидам јас. Кој ќе се појават легенди на стадион. Еве сега беше Звезда, Вардар Звезда. Да. Па стварно една убава атмосфера, се видовме со старите наши колеги од Звезда. Поминавме феноменално и секоја чест и за гестот, и за организацијата, и за стварно личеше. Па зошто да не биде така и не треба нешто да ни се деси за да дојде така. Него треба да одржаваме континуитет, дали е тоа Звезда, дали е Партизан, дали е Хајдук, дали е Динамо, да одржаваме комуникација и да имаме надпревари каде што легендите ќе се појават. Па дали е исто, еве игра Вардар утре куп, не е битно со кого, така? Дали е исто да погледа камерата која ќе ги покаже легендите на Вардар, а не има доста, нели, од генерацијата 60-та, па 70-та, па 80-та, па 90-та. Така е, така е. И да не покаже поред. Веќе имаш интерес. Легендите ти се тука кои што сепак и они оставиле нешто во тој клуб. И треба да се испочитува, да, и да ги испочитуваш. Мислам, тоа е моје размислување. Не мора да биде така. Да, меѓутоа сега гледам, еве нас шампион си бил Југославија. Ником ништо. Никој да поминаа 35 години, 36, 37. Да направи собер да Ништо. Затоа И тоа ти покажува
колку се гледа, почита спрема некој нешто што оставил. Па јас кога сум седел со Мирко Илиевски, јас сум го гледал као Бог, као Господ. Тој бил играчиште, татко ми кажуваше, аве каков играч, тоа вика врвен. Не само, например, се ја него го спомна, али имаш легенди у Вардар што стварно остаиле. Апропо муабетот твој. Да. Знаеш дека правиш еден серијал со легенди на Вардар, со Мата Спасовски, Змија, Балевски, Диме Георгиев и така. Све легенди. И да ти е милина да ги повикаш и да бидат на Јужна. Така. Да ти е милина. Да ги повикаш да бидат на Јужна, меѓутоа на Мета Спасовски не бил пуштен на стадион од некој чувар редар што и да е. А повика. Мене исто, мислам, не мора да те познава, ама треба да каже некој што е тука да ни даат легитимации од клубот, па да нема потреба што не те познава, почесен член, си влагаш без да те познава или не те познава, зашто он е во минус што не те познава. Вие сте во минус што сте познати се. Така. И из него. Ми делуваш разочарано некако од цела ситуација во македонскиот фудбал, грешам ли? Па не разочарано, не разочарано, меѓутоа како да кажам, даваш во некоја земја и имаш резултати, а не можеш во својата земја да си направиш, да направиш нешто, да држи, да личи, да од таа гледна точка само, иначе од спорт, фудбалот како фудбал си иде добро, јас не можам да кажам ништо. Само тоа зошто би биле подобри, сега зборам под наводници, дали е Србија, дали е Косово, дали која и ние сме биле, си бил шампион на Југославија. Значи, македонски деца, не сме имале ние, не знам од каде. Зашто да не можеш да направиш екипа која што стварно ќе биде добра, елитна, дали е тоа со Косово, со Србија, со Црна Гора, со Босна, играш улога. Тоа мислам дека мораме да почнеме да размислуваме фудбалски, оно што е сршта у фудбалот, каде што треба да се наоѓаат деца кои стварно знаат да играат и кои тие треба да се инвестира во нив. Дали би ги поделил, пошто нашиот пријател Арсен Доски, мора да го спомнам и него сега. Не знам. Вели дека би ги одвел приватните од клубските младински школи. Па да. И потоа, ако сакат, нека си... Се согласувам. Затоа што клубот е клуб, приватното е друго нешто. Во тие долните лиги можда не, ама нагоре кога веќе почнуваат пионери и кадети младинци, нема тука мешање. Кажи ми, приватни школи, значи, нека си постојат. Немам ништо против. Сигурно. Меѓутоа, тие деца кога стануваат интересни, веќе на 12, 13, 14 години покажуваат дали се за во клуб или не се, односно дали се за ќе ги биде или нема да ги биде како играчи. Или кога е тоа според години? 16 години за мене тука веќе линија каде што може 12, тоа 10, 9. Тоа е дете кое што не знаеш на 14 може да се заљуби и да остави фудбал или сакал гитара да свири, не сака фудбал. Па не, тоа сакам да кажам, ние правиме филмови, навистина правиме филмови правиме. Детето моје на 9 години е сега, вау, Меси. Кој е Меси? Чеки застане малку понекаде. Ќе го носиме Барселона, не знам, Манчестер Сити. Пушти го нека расте прво. Пушти го нека игра, нека расте, нека се дружи, нека... А самото ќе исплива утре. Ако стварно е, самото ќе исплива тоа. Зашто е проче ова заради тоа што
Каде ќе играат тие приватни школи? Каде ќе играат тие деца кога приватните школи немаат клуб? Па не, мислам дека до Не се сите врзани со нека. па да, после ги предаваат они во големите клубови. Значи, мислам дека до 13, 14 веќе не можат после тоа и мора да имаш екипа во пионери. Они немаат, Па тоа зборувам дека клубовите немаат, овие приватните школи немаат U14, например, и мора да оди негдека во некој клуб, каде што родител До сака да 13. го уклучи. Да. И ги носат сега, дали е тоа Вардар, Работнички, Македонија, Шкупи, не знам. Како и да е, нека да игра тоа дете. Негдека да игра тоа дете. А што е со оние што... Добро, ти си судек дека некој дете подоста стасува. Да. Што е со тоа дете? Еве, ти отидат тие на 14 години, ти отидат во Вардар во Работнички. Тие што покажуваат побрзо, така? Да. Меѓутоа имаш некој кој што до 16-17 ќе покаже. Што е со тоа дете? А во приватно училиште, во приватна школа станува? Па не, мислам дека тие деца покасно што мислам дека се разочаруваат и веќе отстапуваат од спортот као фудбал. Затоа што Па нели губиме така? Па губиме, да. Меѓутоа идеме многу брзо сега. Некогаш се чекаше, сега немаме време за чекање. А сега сме ние велики Да, сигурни. брзо идеме да кој ќе биде, кој нема да биде, одма гледаме на 9-10 години. Не можам да верувам, не можам да верувам. Па имав, да не зборам, имав некое јавување вака, така, онака, викам, полека, бе, 9 години е детето. Шо збориш ти? Шо збориш ти? Уште не за се топка и се Да, бе. состави. Па ние сме биле на 9 години, па си играло мало у школо, никој не те гледал, па после 12, 13, 15 години веќе даваш глас. Така. Па си бил за репутација Југославија, значи си добар, зашто кај нив нема кој ти е татко, мама, за да те земам. Колку е, ајде сведоци сме на некои видови сети кои се покажуваат. И јас си да ги гледав пистите. И што е сега, кои се тие родителите ги лечат своите амбиции и фрустрации преку детето, што? Па не знам, не можам да кажам така, има родители кои се стварно окей, кои не Зборувам се... за... Меѓутоа, стварно има и родители кои што се, за жалење, потполно си управо лечат комплекси ако не успеал он и така да го гледа синот како долар мора да успее и така Да. натака. И сега кога детето него ќе се разочара или ќе сака нешто друго, тој веќе паѓа у кома. Него му е најбитно детето да игра фудбал, да постане некој за да може да се потпише договор и да дојде до некои пари. Меѓутоа, пак ќе речем, фудбалот е игра, фудбалот мора детето да биде добар, да континуира на работи и јас ќе го кажам, мислам дека го кажав и минатиот пат кога бев овде. Не е доволно саат и пол во клубот или во школото кај што тренира или он треба да игра скоро и да има индивидуални часови и да има да е нон-стоп со топка, да спие со топка ако сакаш да стварно јас имам 15 години што тренира, не знаат да жонглира. Тоа се учеше кај нас на 8 години, 9 години. Кој прво тоа го учиш? Па прво тоа го учиш. Сега не знаат да жонглираат. Не, само пас игра. Пас игра во рете, се не викам не, меѓутоа елементарната техника ако ја нема, он како ќе игра пас игра. Баш вчера на YouTube, ајде да кажем и тоа, гледав Роналдиньо, дриблинзите на Роналдиньо, Роналдо, мамата. Мислам, тоа не се учи, тоа го имаш. Магионичар. Ама човекот ти го вежбал тоа. Во школа играл, Да. на улица играл, не е играл
У клуб не го учил, тоа сигурно. Клуб не го учил сигурно. Како и да е, Коки, имаме ли перспектива ние како држава фудбалски збор? Па не знам да кажам искрено, јас ги гледам генерацииве што се подоле малце у 13, 14, нема надпревар кој што ти остава впечаток, надпревар, да кажеш, стварно е надпревар. Многу пас грешки има, пасови кои се грешни, па беливе на плавие, па плавиот на беливе, па белиот на плавие. И пинг-понг, фудбал и да, пинг-понг. веќе, знаеш, кога гледаш дека нема точни пасови и течна игра, значи веќе нешто е сумнително, нели? Ние така да сме играле, па ние пола ќе ни дале исписници Уште не пас. и си одиш дома, да. Сега веќе не знам дали многу брзаме да реализираме некој ангажман, дали брзаме да постане некој голем играч. Меѓутоа не сме на ниво каде што треба да се радуваме. Знаеш зашто те прашав? Сите велат треба инфраструктура, треба помошни терени, Да, тоа треба. Сето тоа е вре. Треба. Меѓутоа, ајде да ги подсетиме сега нашите гледачи и оние што ги следува Вардар и Работнички. Да не зборам за Македонија, Јококта и овие Локомотива што се. На каков терен трениравте? Пере, знаеш како јас Па го знам и јас. да, Имам играно на него. Да, ама не е истото време тоа и ова. Сакам да кажам, ако ние сме играле на таков терен, не мора да играат овие деца на таков терен. Зошто не играат во Хрватска на исти терен што играл дедо му? Ама вие станавте фудбалери што децава не видат Не, ништо. сакам да кажам, во ова време сега, треба да му дадеш на детето барем нормални услови за работа. Да нема кај да се истушира детето. Не, тоа е веќе друго. Зборам за терена. Не, јас зборам о условите за игра. Да нема кај да се истушира детето. Доаѓа, тренира. Јас зборам за 5-16 години, не зборам 9-10, нема везе. Али 14, 15, 16 години. Па тој треба да се истушира и да си оди дома, така. Нема тушеви. Па ги Нема знаеш основна работа, нема терен, на исти терен, тренира и 17, и 13, и 8, и... Па ги знаеме со обликуваните што беа на западна на источна трибина. Малите, малата трибина. Ама имаше тушеви, имаше Имаше све тушеви. живо, све... Чај имаш за после тренинг, чај, сега нема чај. Па чај ќе им дадат и сега. Ма нема Ама чај. не ли е доволјата на детето на највеќе? Па да, ако детето сака, ако не Значи, сака, нема не пречка можеш ако на стварно се сила, посветиш да, на на тоа. сила не можеш да го тераш. Така. Така е. Тоа ми е зборот. После, а си видел има ли поњанчиња кои што си играат фудбал деца? Нема. Па ретко, ти кажам. Сосема ретко. Порано имаше на вистина каде и да играш и на треба. Малски поњанчиња. Бегавме, доаѓа, што го викавме зелен баш. Доаѓа зелен баш и бегаме да не ни ја земе топката, да ни ја дупне. Сега нема тоа, сега, ама мора да има, ако веќе нема тоа, мора да имаш услови кај што можеш да им даеш на децата да игра стварно и да се осеќа дека игра фудбал. Имаме терени кои што биле многу подобри пред него сега што се. Наместо да е обратно. Да биде сега подобар него што бил порано, а не сега е многу полош него што бил порано. Трагедија. Имаме терени кои што беа направени пред 10 на 15 години, а има треба да овде кај тренија пасат овци и крави. До кого е? Не знам. Не знам јас сум само новинар кој што забележува. Па сега кој што не, забележува и сакам да кажам како некој би дошол да инвестира кога гледа дека никој не го интересира, него сите ги интересира само да дојде до финансиите, не ги интересира дали има услови, дали има чај, дали има вода,
нас ни вика не пи вода, стомакот сега вика пи вода, што повеќе. Па пие или не пие? Па да ја пие, ама сакам да кажам, таа вода треба да ја купиш. А не може спонзор да ти биде. А немаш спонзор. Немаш спонзор. Зошто на Пелиста кај Сакаш да играш турнир, не можеш да одиш, немаш спонзор. Мислам дека тука ние мора да сватиме дека треба да дадеш за да земеш. Ја мислам Ние државата- сакаме да земеме, а да не дадеме ништо. Ја мислам дека и државата треба да по-сериозно малку да навлезе во. Да донесе закон за спорт кој што Мислам дека па добро. Сигурно има и тука некое влијание кај што може да се реагира во клубовите да има спонзор обавезне кој што може да инвестира и нормално утре со успесите да си ги поврати тие пари. Мене само една работа не ми е јасно, зашто облегуваат приватни спонзори а без пари? Приватни спонзори без пари. Па не може за со 100, 200, 300 000 евра ти клуб да држиш прва лига. Пример кој? Па е по малите клубови што се Па го Вардар, да го земем. Вардар сега доби пари, ако доби, иначе со колку? Со 100.000 евра 200 беше. Да, Да не мешаме други Вардар да го. да. До ова Вардар имаше 150.000 евра пари. Па не, на запад сакаш да играш во Лига прва, прво мора да имаш услови, обезбедени услови што задоволуваат за прва лига, па да имаш буџет да инвестираш на жиросметка да оставиш 2 милиона евра Така, и играј у Лига прва. така. Депонирај пари да нема Депонирај проблеми. пари и готово, се е во ред. Па, она што цело време го зборувам, Ти имаме извини, лицензен систем, лицензна комисија, немаме резултати никакви. Извини што ќе те прекинам, ама како може да не го исплатиш играчот или тренерот 3 месеца, 4 месеца? Како може? Треба ли да живеете? Треба ли да живеете? И пупо не може. Просто. Да, ти играме и ти раскин, ќе ти должам. Тука сме на ниско ниво. Според мене. Добро, има ли право федерација, зборувам се, не знам за тоа прашувам. Има ли право федерација да каже кој ќе прикаже буџет испод 2 милиона нема играње во прва лига? Па, зашто да не? Зашто да не? Кој има можности, Не знам сега, услови, ама дали е можно тоа? Треба да има услови, па можно е, зашто да не биде можно. Само би требало да има услови, па тек после тоа да оставиш буџет за да можеш да играш у Лига прва. Така. Со помал буџет, втора лига. И тоа е окей. Ова што беше сигнал, беше од Резија Баже, да. вика дека треба да ја завршиме емисијата. А таман ни тргна мавето. Како да е, сакам да кажам вака. Ајде да се надеваме дека, као што почна господинот Томерагич, као председател, не само ради казните што ги прави, гледам дека ги сече дека нема прогледување многу низ прсти. Па така треба. Втора работа е, ја скрати лигата, воведува некои новини кои што до сега ги немаше. Тоа е прва работа. Втора работа е што има лицензна комисија тамо која што е должно да смета, да ги надгледува тие услови кои што еден клуб мора да ги исполнува, нели, за да биде прогрес, меѓутоа до сега не видам дека нешто работи таа комисија. Искрено 15 години се више таму, може да и повеќе. Не видов, меѓутоа верувам дека Омерагич ако сака на да направи нешто, ќе треба малку таму да ги пробудиш. Па добро, за се треба време секако. Не може за 5 месеци да смениш ништо. Меѓутоа мислам дека е во добра насока и дека сигурно ќе биде многу подобро него што Да се надеваме и беше да до се сега. надеваме дека утре ќе победиме. дај Боже, Ќе биде Дај таму и Боже. така. секако. Коки ти благодарам што беше мој гостин. Благодарам и на вас на поканата. Ќе бидеш повторно гостин. Благодарам. Се надева се убави вести и Сигурно. го седнаш.
Многу успех во работата сега што ја работиш и Фала ви. од утре натака Благодарам. сакам да те видам порадосен и Благодарам. порасположен, некако си ми Може сум уморен, не, дека Може да си уморен, да. Да, нема вез. малку и време ово, Се нели? окей. Па Да да, мери одинаро. топло, ладно, врне, сега не врне. Поврнени не мора, сад не видам. Добро, време е да завршиме сега, шегата настана, време е да завршиме емисијата. Ти благодарам што беше мој гост. Молам. Почитувани гледачи, тоа беше Арена, се гледаме следниот четвртак.